Новите казни измени во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата сериозно ќе придонесат за подигнување на безбедноста на сообраќајот, а со тоа ќе влијаат кон намалување на жртвите. Посебно значајни се оние одредби од законот кои што ја регулираат максималната брзина на возење во урбани средини, смета председателот на Републичкиот совет за безбедност Стојче Стаменковски. Како посебно важни ги истакнува оние делови од законот кои што ние сметаме дека сериозно ќе придонесат на подигнување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, а со тоа ќе влијаат и кон намалување на жртвите во сообраќајни несреќи. Како посебно значајни ќе ги наведеме оние одредби од законот кои што ја регулираат максималната брзина на возење, односно на управување со моторното возило, особено во урбани средини. Тука имаме една значајна измена која што вели дека во урбана средина возачот не смее да управува со моторното возило, односно не смее да надмена на брзина од 50 км/ч и законот предвидува степенување на казните во овој поглед, така доколку возачот на возилото управува со 50 поголема брзина од дозволеното, значи ќе му се пропише казна од 400 евра или 65 негативни поени, тоа ќе значи 1 година одземање на возачката дозвола. Доколку возачот управува со моторното возило со брзина поголема од 30 до 50 км/ч, законот предвидува казна која што е во висина од 300 евра и 50 негативни поени. Истото тоа предвидува и зголемување одземање на возачката дозвола 1 година. 45 евра е предвидена казна доколку возачот управува со своето моторно возило со брзина поголема од 10 до 30 км/ч. Понатаму законот предвидува еден ваков сличен третман, односно степенување на казните и глобите кога е во прашање и управувањето со моторно возило под дејство на алкохол. Останува задолжително врската да се вози со вклучени светла и дење и ноќе. Казната за непочитување на оваа одредба изнесува 15 евра дење, 35 евра ноќе, односно 15 негативни бода. И граѓаните ги поддржуваат законските измени. Поголемиот дел од нив сметаат дека новите одредби на законот ќе придонесат за поголема безбедност во сообраќајот. Па лично за мене мислам дека би требало. Поготово кај што се и многу прометни улици, би требало и помало од 50 да биде брзината. Со 50 е окей. Ама ако се почитува, кој се почитува џабите.